Përshëndetje shikues të nderuar të TVM2 dhe të emisionit Zoom. Jemi me një tjetër intervistë zgjedhore. Sonte do të diskutojmë me kandidatën për presidente të mbështetur nga partia e majta, zonja Biljana Vankovska. Zonja Vankovska, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në TVM2. Благодарам на поканата. Fillimisht na thoni se cili ishte motivi juaj për të kandiduar për president të vendit. Повеќе пати кажав дека за мене дојде поканата од политичката партија Левица како изненадување. Навистина до тој момент воопшто не размислував за било каков политички обид. Меѓутоа, кога веќе почнавме да разговараме, имајќи во предвид што се случува во општеството, и фактот дека јас ги имам левичарските убедувања од секогаш, практично уште пред да постои политичката партија, јас сум била левичар, дилемата беше морална. Дали имам право да бидам салонски интелектуалец, професор кој се крие во својот кабинет, или еве шанса да се покаже една поинакво гледање на политиката, поинаква понуда и значи сето нешто како вредности го споделуваме, така што ете влегов во битката и тука сум. Në garën për president janë gjithsej 7 kandidat, në mesin e të cilëve edhe 2 kandidat shqiptar. Pyetjen të cilën do ta kishim parashtruar si servis publik në gjuhën shqipe këtu në vend është se a kërkoni edhe votat e shqiptarëve, dhe nëse po, cilat do të jenë politikat tuaja të cilat do t'i udhëheqni ndaj shqiptarëve në Maqedoninë të Veriut? Се разбира дека јас кога зборувам и велам како левичар се обраќам на целата популација, тоа главно по на социјална класна основа и обично го нагласувам фактот дека Македонија генерално е едно несреќно општество за сите што живеат во него, без оглед од која заедница се. Овде се среќни само елитите, олигарсите, оние кои имаат моќ да извлечат се што можат од оваа држава. Така што учеството на двајцата против кандидати албанци е апсолутно легитимно, добро. Мене ми е многу жал што немаме можност да, како седуммина, да се представиме пред јавноста на јавна дебата. Тоа е голем минус, ми се чини. Не ве навие кеќ. Ве разбирам затоа што вложувате напори. Знам дека оваа куќа, Македонската радиотелевизија, вложува напори. До овој момент немаме позитивен одговор. Тоа ќе беше убава можност да сите си ги соочиме и овие аргументи меѓу другото. И сега мојата платформа се разликува од другите и може да звучи можеби еретички или многу радикално кога велам дека и рамковниот договор го доведувам во прашање и кога велам јас би тикнала, согласно моите уставни овластувања, постапка за донесување на нов граѓански устав, значи каде што формулата е ние граѓаните. Тоа е онаа формула која всушност важи и во западните општества. Pikërisht këtu desha dalë. Tani mu janë të qarta qëndrimet tuaja në lidhje me kushtetutën e vendit. Ju kërkoni anulimin e marrëveshjes së Ohrit, anulimin e marrëveshjes së Prespës dhe anulimin e marrëveshjes me Bullgarinë. Çfarë kushtetuti ju synoni të miratoni? Уставот не го донесува председателот лично, значи нема таква монархистичка моќ, меѓутоа како иницијатор за донесување на устав, значи има можност да отвори општествена дебата во која ќе учествуваат и граѓани, и експерти, и политички фактори, се разбира. Мојата претпоставка на почетна позиција е дека после 20 и нешто години рамковниот договор си ја оствари својата функција. Тоа беше време на конфликт, на залечување на рани, на нормализација на општеството, на исправање дури на некои историски неправди кон албанците во Македонија, значи и не само албанците, туку и другите. Така што сега мислам дека треба да покажеме нашата зрелост, да се придвижиме кон, како велиме, сакаме во европското семејство, во демократските земји, тогаш да учиме од нив, затоа што сега ние сме предмет на нешто што се вика меѓународен state building или интервенционизам, дури и во носењето на уставот. Значи ќе се сетиме, рамковниот договор беше донесен на преговори со меѓународни посредувачи, бугарскиот договор исто така, за преспанскиот веќе и да не зборувам. Се чини дека постојано сме ние оние што се во дефанзива и некој друг не го води патот, при тоа ни нуди решенија какви што нема
во нивните земји. Затоа што вакви квоти, страф од можни насилства или враќање на некакви неубави сеќавања, ние како да живееме под тој страф и при тоа мислам дека за овие елити кои се сега во позиција да бидат учесници на носењето на одлуки, тоа им одговара, така што тие постојано не подсетуваат, ама знаете, ако ова се допре, ќе дојде, не мора да значи. Значи, јас не велам дека јас можам да донесам устав, бидејќи тоа ќе мора собранието да го направи со двотретинско мнозинство. Меѓутоа, самата дебата мислам дека ќе отвори многу прашања кои досега ги чуваме како табу тема, кои ги засега сите граѓани, и јас сум убедена дека и албанците, особено младите албанци, не се среќни и тие заминуваат. Албанските села се исто празни како и македонските, и ние се доаѓаме во ситуација да стануваме нација на стари луѓе, кои всушност и чекаме од младите да ни пратат нешто од надвор, од странство, а социјалниот систем пропаѓа. E thatë edhe vetë marrëveshja e Ohrit është një marrëveshje i cila I dha fund një konflikti të armatosur me të cilën u avancuan të drejtat e shqiptarëve dhe grupeve tjera etnike. Tani anulimi I kësaj marrëveshje a nuk do t'i hapte plagët apo problemet e vjetra si shtet? Не мислам дека ќе ги отвори, затоа што овој договор, начинот на кој беше имплементиран, создаде олигархија, етничка олигархија, која сега веќе се покажува и дека е толку корумпирана, што создава економска моќ. Значи, на база на она јунаштво 2001-та и борбата и така натаму, имаме една елита која 20 години живее, како народот би рекол, бубрек во лој. Значи, многу му е убаво. Нив им е убаво. Нивните внуци, деца, зетовци и така натаму, сите се убаво удомени, а практично регрутацијата на лицата во јавна администрација или на универзитет, ако сакате, не доаѓа по заслуги, туку и по партиска книжка. Сега тука, ако ние тоа сме дозволиле 20 години, и тоа е еден албански блок кој доминираше сите овие години, да бидеме реални, го промовира и натаму, ја мислам дека овде не се среќни ниту албанците, ниту македонците, особено не оние што ни се најдобри. Сега јас како професор можам да кажам дека нашите најдобри студенти, првата работа што гледаат е каде да заминат. А наместо да си ги сочуваме сите, такви какви што се, и да знаат дека нивното етничко, да речеме, етничко потекло не е тоа што е доминантно, а најмалку па партиското. Тука тој спој е смртоносен за здравјето на државата, би рекла. Sa I përket marrëveshjes së Prespës, sa është e mundur të anulohet një marrëveshje ndërkombëtarisht e nënshkruar kundër kandidat juaj Stevo Pendarovski, pa të thënë se anulimi I marrëveshjes së Prespës do të nënkuptonte edhe përjashtimin e Maqedonisë nga NATO, apo ndoshta është edhe ky qëllimi juaj si kandidatë për president? Мојата цел е излегување од НАТО, ма таа нема врска со Преспанскиот договор, и мене ме чуди што професор, како Стево Пендаровски, знам дека е подолго време во политиката, меѓутоа тој изгледа го заборавил и договорот на Северноатлантската алијанса, во која не постои механизам за исклучување на некого од НАТО. Кога еднаш ке влезете, вие сте таму, не постои начин да ви избркаат. Постои начин, овој што јас го заговарам, членот 13 од тој исти договор вели дека со нота упатена до Стейт Департментот, државата може да најави излегување. Тоа е надлежност на председателот, која не ја носи самостојно, се разбира. Се обраќа председателот, иницијативата дава до собранието со 61 глас. Значи, со обично мнозинство, таа одлука, ако се донесе, се упатува нота до Стейт Департментот за во рок од една година државата ги крати тие врски што ги имала, си станува независна, и јас сум за воена неутралност во тој дел, затоа што мислам дека премногу пари трошиме за воени цели, наместо за социјални цели. Ние имаме еден катастрофално лош здравствен систем, образовен систем, значи ја не гледам зошто мала држава како нашата би инвестирала во воено-индустријски комплекс. Така што и оваа идеја или закана на председателот Пендаровски, не закана туку апел до граѓаните, нема никаква врска.
врска. Преспанскиот договор може си се раскине по друга основа. Едната е оваа што ја реков нов устав во кој ние како граѓани би си се редефинирале себе си, никој не може да го одземе правото да си донесеме свој устав. Втората линија е меѓународно правната. Ова Виенската конвенција за договорно право е повредена во оние делови што се викаат ius cogens, односно задолжително меѓународно право. Затоа се сите свесни, тој договор е асиметричен, значи ние не би создавале непријателство со Грција, туку убаво правно би се обратиле, би ги известиле дека онаа власт која го потпиша всушност го прекрши и сопствениот устав и меѓународното право. Да ве потсетам, договорот беше потпишан од ненадлежни лица. Министер за надворешни работи не може да донесува толку значајна одлука и при тоа да крши и домашен устав и меѓународно право. Така што јас мислам дека тука имаме добра правна основа за, велам, паралелно и дома да си го водиме процесот и ова, што значи ние ќе бараме некое чаре со грците, ако се толку националисти, а се националисти, за жал нив и Северна Македонија не им одговара, кога одиме таму на одмор, кој ќе му кажете чисто за трик, од каде сте од Северна Македонија, го примаат со не баш задоволство, повеќе сакаат да им кажете Скопје или нешто слично. Така што за мене е тоа прашање на време кога прогресивните сили, јас сум убедена дека само прогресивни сили и од Македонија, и од регионот, и од Грција, и од Бугарија, ако сакате овој националистички спор, ќе дојдеме до решение. Прашање на време и на умешност и на дипломатија и на градење на повеќе односи меѓу државите, наместо да ги оставиме само политичариве кришум зад грб да донесуваат такви одлуки. Flasim për diplomaci, synimi i Maqedonisë së Veriut si shtet gjithmonë ka qenë integrimi në Bashkimin Evropian. Të paktën kjo është thënë nga të gjitha partitë politike të cilat kanë qenë në pushtet. A mbetet BE orientimi strategjik edhe juaj nëse do të zgjidheni si presidente e vendit? Европската унија е стратешка ориентација на партијата што ме поддржува и ние сме имале дискусија по тоа прашање, бидејќи јас сум покритичниот дел. Јас сум онаа што повеќе критикува Европската унија отколку политичката партија, иако сега веќе почнуваме да гледаме некои такви придвижувања кои не зборуваат за Европска унија каква што би сакале да видиме. Оваа Европска унија не е зона на мирот, таа е веќе милитаризирана, веќе учествува, да речеме, поддршката за Израел во ситуација која врши геноцид во Газа, за мене е неприфатливо. Урсула фон дер Лајен е таа што рече ние застануваме за правото на самоодбрана на Израел против цивили и деца. Мислам, тоа е нешто што мене ни морално ни политички не ми е прифатливо. Деновиве, ако следевме вестите, ќе видевме дека еден грчки политичар, Јанис Варуфакис, поранешен министер за финансии на Грција, доби забрана за посета на Германија заради тоа што го зборува ова што сега јас го кажав. Може да мислите сега за ваква теза во која не се сложувате со геноцидна политика, Германија го поддржува Израел, тој доби забрана за движење, забрана за јавен говор. Тоа е, значи, унија која се ги доведува во прашање сопствените вредности. И кога некој мене и од Бини или од било каде ми зборува за европски вредности, јас зборувам, а кај се цивилизацијските вредности, каде е хуманоста, каде се универзалните вредности. Не може човечките животи да ги делиме на западни и незападни. Значи, јас сум единствена, за жал, од седумината кандидати која воопшто зборува за Газа. А тоа е нешто што ја го правев уште пред да се кандидирам и ќе зборувам се додека можам. Така што мислам дека нашата представа за Европската унија мораме малку да си ја приземјиме и да гледаме што вистина се случува. Јас се плашам дека таму се одвиваат многу недемократски процеси, пренасочување на средствата во воениот сектор, наместо во цивилниот, таму земјоделци штрекува, правеа нереди и во Франција, и во Белгија, и во Холандија, и во Германија. Значи, ние имаме една идеализирана слика за Европската унија. Ја сакам да сме дел на Европска унија заснована на поинакви вредности. Нам ние тука местото, ама мораме да учествуваме во промената на таа унија. Pa ka alternativë tjetër përveç Bashkimit Evropian sipas jush? Има алтернатива поинаква Европска унија. Значи, јас стојам рамо до рамо со Јанис Варуфакис.
Јас пред некој ден му испратив и лична порака на поддршка. Онака како што и тој мене ме поддржува во оваа политичка битка, ние левичарите си имаме една своја база на комуникација, значи не да излеземе од Европа, кога велат одиме, ние не одиме никаде, тука ќе си останеме домовите, селата, градовите, тука не се. Така што ние мораме да ја менуваме оваа милитаризирана Европа и да изградиме Европа на вистина која ќе биде пример за светот и која ќе се заснува на поинакви вредности. Меѓутоа, надворешната политика остава простор за отварање на 4 страни на светот. И јас сум за тоа дека ако ние од Вашингтон добиваме само испорака, сменете го, направете го, не и така натаму, или вложувајте 2% од вашиот бруто домашен производ за НАТО, а при тоа не ни помага економски, тогаш зошто да не прифатиме некој друг што ќе ни помогне економски, да застанеме на нозе и при тоа да си ги искористиме природните ресурси. Ја мислам дека ова распрчување на се што имаме, од почва, од вода, од се живо е во раце на неколку луѓе. Енергетскиот систем. Ние имаме олигархија која при тоа работи за странците. Ако ви го кажеме Митилинеос, оваа целава скандалозна сделка, тоа зборува дека и тие работат корпорацијски едноставно, за бизнис, за профит, а не за доброто на народот. Si do të adresoni sfidat e sigurisë kombëtare dhe ndërkombëtare të cilat janë prezente? Па велам, ако алтернативата моја е излегување од НАТО и свртување на воена неутралност, ја тука сметам и на помалку инвестиции во воениот сектор. Некои мои противкандидати гледам се жестат, па сега судирот помеѓу Израел и Иран и целава ескалација на судирот во Блискиот Исток, велат повеќе оружје, ние мораме. Јас само се служувам дека ние треба да си го гледаме ова парче земја, да се трудиме земјоделието, да не бидеме зависни во земјоделските производи или во било која друга смисла, а не да инвестираме во воен сектор. Мислам дека заканите за Македонија не се од воена природа, се повеќе си страдаме од корумпирани елити, од лошо менаџирање на природните ресурси, еколошката агенда практично не постои, ние живееме меѓу депонии, да речеме едно тетово не може да се реши струга и секаде, каде се свртите еден галичник од кој јас потекнувам по старите, преубава природа, гледате сметна секаде, значи има многу работа за кои ние можеме да си сработиме и сами за себе, така што и тоа се безбедносни прашања. Do të kisha dashur tani të flasim për ekonominë, edhe pse ekonomia nuk është në kompetenca të drejt për drejta të presidentit, megjithatë është një fushë mjaft e ndihshme për shoqërinë e vendit. A keni zgjidhje për një zhvillim ekonomik dhe për parandalimin e ikjes së të rinjve jashtë shtetit? Мислам дека и во делот на ова што досега го кажав, ја нагласувам економската димензија, бидејќи досега ние имаме и сме се навикнале да имаме странски тутори кои ни кажуваат реформа во правосудство, во демократија, во избори, значи во политичкиот дел. Меѓутоа имаме многу малку економски бенефит од таа, да речем, соработка. Така што економската дипломатија, сите мои противкандидати ќе го кажат, јас ќе водам сметка за економска дипломатија, поврзување. Меѓутоа мислам дека малкумина од нив би се осмелиле да се свртат на останатите 3 страни на светот. Јас сум за тоа да ние си го гледаме националниот интерес, да си го гледаме гајлето дома, да си го гледаме обстанокот дома и секој добредојден кој под фер услови ќе може да соработува со нас. Јаболките да ги продадеме или грозјето или што имаме, значи и нормално да се развиваме. Тука доаѓа и младата, да речам, хуманиот капитал на младите информатичари. Сега веќе нештата се менуваат, не е само дека произведуваме на земја, туку и ум имаме. Така што апсолутно мислам дека
ако си го проширите хоризонтот, ќе излезат можности. Еве Кина, ќе ја спомнам како земја која е напред во вештачката интелигенција, во таа информатичка сфера, за инфраструктура да не зборувам. Значи, ние можеме да учиме од оние што се поуспешни и толку колку што ни се капацитетите, со надеж дека ако младите ни остануваат секоја генерација, ќе имаме подобри инженери, подобри информатичари, подобри значи стручњаци во своите области, затоа што времето се менува. Ера на вештачка интелигенција, ние уште децата ги учиме некои застарени работи. Мора радикално да се адаптираме на 21-виот век. Korupcioni është ndër çështjet më shqetësuese që tangon vendin dhe popullatën që jeton në vendin tonë. Cilat janë planet tuaja për ta luftuar korupcionin dhe krimin organizuar në vend? Иако мнозина велат дека сме ние корумпирано општество од корен, од база, од обичните луѓе, знаете, ја мислам дека проблемот е во оние крупните ѕверки што имаат моќ и кои злоупотребуваат и тендери и се што име во нивни раце, така што тука во таа сфера ја мислам дека председателот може како морална и политичка фигура да упоменува, да јас имам сериозна намера да ги читам сите закони за кои би можела да ставам вето, особено во економскиот дел олигархискиот, бидејќи кај нас олигархијата си носи закони кои што не ја одговара. И обично тука го цитирам и стариот добар Карл Маркс кој вели законот е само волјата на владеачката класа преточена во закон. Ако е така, тие си тераат вода на своја воденица, носат закони што ним им одговараат за тендери, за договори во 4 очи и слични работи. И тука е изворот на корупцијата која мислам дека председателот, иако нели нема право на трајно вето, ама може да алармира, ќе стави вето, ќе излезе, ќе се обрати пред собрание, ќе се обрати пред јавноста, ќе предизвика еден отпор за да граѓаните утре не ги гласаат тие политичари, затоа што очигледно работат наспроти волјата на народот и интересите на народот. Gjyqësori është një fush tjetër, e cila llogaritet si fush ku qytetarët kanë mosbesimin më të lartë. Çfarë do të bëni ju për një gjyqësor më të pavarur? Во судството знаете дека исто ограничувања постојат уставни на тоа што може да направи председателот, меѓутоа мојата принципилна позиција е дека секаде таму каде што председателот има можност да именува или предлага личности, значи зборуваме за таа кадровска политика, не е работата само, сите тоа ќе ви го кажат како против кандидати. Јас ќе ги предложам најдобрите, најпаметните, најчистите и сето тоа. Се разбира дека јас ќе се трудам да ги одберам оние што мислам дека имаат чисто портфолио и би ги предложила. Меѓутоа, разликата, она што јас го внесувам, е контрола врз нивната работа, не контрола во буквална смисла, меѓутоа како се однесуваат, дали довербата што јас сум им ја дала ја заслужуваат, ако не ја заслужуваат, има да си добијат јавна опомена и практично одрекување дека не се држат до она што го ветиле или што дале заклетва. Така што истото се однесува и на дипломатијата. Не може некому да му дадете агреман да замине некаде, потоа да го заборавите и да не ни гледате. Дали гласа во Генералното собрание на Обединети нации за Газа или не, тоа ја нема да му го простам на тој што е сега амбасадор, ќе го викнам назад. Në lidhje me çështjet e komuniteteve etnike në Maqedoninë e Veriut, si mendon se mund të përparohet integrimi dhe harmonia e tyre në shoqërinë maqedonase? Çfarë masa konkrete do të ndërmerrni për të përmirësuar marrëdhëniet ndëretnike dhe për të luftuar diskriminimin? Ќе мораме да работиме сериозно на тоа и така и го почнавме овој разговор, затоа што јас и како професор го гледам тоа дека постои сегрегација која не е наметната, туку веќе децата ни се разделуваат од градинка до факултет, едноставно као да немаат каде да се сретнат, одат по различни кафулиња или забави. Многу малку места на контакт, на дружење, да речам, има. Тука може да се влијае и јас дури чудно дури го заборавија пред 10 години се обидов да собирам потписи како сосема независен кандидат без
партиска поддршка и тогаш дадов едно како ветување, кој сега едноставно ми промакнало, го нема во програмата, меѓутоа јас стојам за тоа што го реков тогаш, дека оние што се на водечки позиција, тука мислам првенствено и председателот, треба да се потрудат да го научат албанскиот јазик не заради тоа што мора или не знам сега двојазичност, зборувам за формално правна, бидејќи е поединец, нели, па малку поинаку е отколку во другите институции. Меѓутоа, знак на добра волја, желба и приближување е, ми се чини, тој чекор. Јас се надевам дека ако дојдам до таа позиција, ќе добијам добри инструктори кои ќе ме воведат. Јас знам само неколку зборови на албански, за жал, и не ми е убаво да го признавам тоа, ама факт е, од дашурија, тедува, мердита и некои такви зборови, што се убави. Фјалте мира, по фјалте букура. Да, ги знам и драго ми е, ама би сакала да знам повеќе и мислам дека тоа не би била чиста куртоазија, туку, знаете, ако вие преку пример давате порака на останатите, тогаш и останатите ќе изгубат на резерва. Знаете, ние сме такво општество и дури и на македонците, кога децата ќе ви учат, а зошто да не учат? Нашите деца се почнуваат да комуницираат на англиски јазик, па тоа е поуште потрагично, зашто мајчиниот јазик си го поставуваат и веднаш одат во англискиот и потоа ни заминуваат, нели? Така што мораме ние постарите да се потрудиме околу тоа, велам, не по сила на закон, колку по сила на личниот пример и покажување дека колку повеќе човек знае, толку повеќе вреди, повеќе се разбира со другите, хоризонти му се отвараат, така што јас немам проблем со тоа и се надевам дека би имала време за некој забрзан курс во тој дел. Sa i përket rrive, si planifikoni të përfaqësoni interesat dhe aspiratat e të rinjve në Maqedoninë e Veriut në politikën vendase dhe në proceset e vendimarrjes. Si do të inkarajoni pjesëmarrjen e tyre aktive në zhvillimin e vendit? Јас немам таков план во мојата програма, некои од против кандидатите зборуваат за совети на млади и сето тоа е убаво, меѓутоа мислам дека председателот има доволно тешки работи во свој рајц, особено во еден ваков турбулентен свет. Системот на вреднување на нивните заслуги, сега тука постои оној делот на доделување награди на некакви школи и слично, така што тука треба да се форсират, повторно велам, оние што се најдобрите, најбрилијантните, тоа треба да ги наградиме и да ги издвоиме, како добар пример за останатите. Се разбира, јас во кабинетот не можам да земам млади луѓе без искуство, нели, и позицијата председател не случајно е врзана со возраст од минимум 40 години, зашто се претпоставува и некакво животно искуство, зрело знаење. Меѓутоа, можни се, велам, овие алтернативни средства со тоа што досегашните председатели кои правеа тие своји председателски школи малце по, да речам, партиски ги обојува, така што тоа не баш ми се допаѓа, дека некој кој ќе излезе од таа школа, па потоа има и некоја идеолошка, иако ја имам своја идеолошка позиција, ама мислам младите луѓе имаат право да си одберат својата и тука би била апсолутно. Јас сум професор, па верувам дека и од оваа позиција би можела на некој начин да ги стимулирам и многу од моите студенти, велам, од различни групи се воодушевени од фактот дека ја се наоѓам тука. Велат, професорки, се што ни предавате во училница, сега морате да докажете на лице место преку ова што го правите. Јас се трудам да. Nëse kemi ngelur diçka pa biseduar, cilat do të ishin prioritetet tuaja tjera si presidente e vendit? Па има уште неколку надлежности, меѓутоа тие би барали поголема елаборација, немаме толку време, се разбира во сферата на националната безбедност, оставивме некои прашања од типот на преобмислување на стратегијата за одбрана во мултиполарен свет, во опасен свет, во свет во кој, знаете, мене многу ме загрижува и можноста од нуклеарен судир и јас во мојата програма го имам и зацртано дека Македонија ќе се придружи на Конвенцијата на Обединетите нации за забрана на нуклеарното оружје. И мислам дека е срамота што Македонија тргна по тој пат кога беше тој консултативниот процес и запре и не ја ратификувавме, иако е стапена во сила.
И јас ќе ја форсирам таа работа, затоа што мислам дека нуклеарното оружје никому не му носи добро. И имам некои идеи околу Агенцијата за разузнавање и некои други аспекти, меѓутоа мислам дека горе-доле во ова кратко време ги зафативме клучните аспекти. Dhe krejt për në fund, çfarë është ajo që sipas jush ju dallon nga kundër kandidatët tuaj? Па мислам дека сето ова што го кажав нема да го чујат од ниту еден друг кандидат. Јас ги намерно потенцирав оние места каде што ние се повторуваме, најдобрите, најова она, тоа се општи места. Меѓутоа клучните, стратегиските опции кои јас ги нудам се апсолутно различни од се друго и затоа обично велам тие се 6 смена кои се разликуваат варијации на тема или слично, меѓутоа принципите на кои го гледаат ова општество им се слични, моите се различни, моите се социјално класни, левичарски и ме разликува тоа што никош не сум носела политичка функција, што значи јас сум апсолутно чиста и мојот бекграунд е таков да не може да ми најдат никаков лош, да речам, дел во таа кариера, тој бил чист академски и мислам дека некој со таква позиција може навистина да ја врати довербата во политиката, затоа што јас ја разбирам политиката како можност за секој да учествува, не овие што се предплатени да бидат министри, заменици, позиција, опозиција. Значи, политиката мора да се отвори за поширок круг луѓе. Еве, јас доаѓам како новина, да речам, освежување, така што верувам дека ќе допре тоа до граѓаните. Sonja Vankovska, faleminderit që ishit pjesë e intervistës tonë zgjedhore. Faleminderit. Ju благодарам. Shikues të nderuar, ju ndoqët intervistën me kandidatën për presidente të mbështetur nga Partia e Majta, zonjën Biljana Vankovska. Ju faleminderit për vëmendjen dhe ju ftoj që të qëndroni me programin tonë në vazhdim. Bashkë, mirupafshim.